Хуманитарната акција за собирање помош за настраданите од невремето во Тетовско, која овие 2 дена Општинската организација на Црвениот крст ја организираше во Штип на 3 поставени пункта во холот на Општинската зграда во населбата Сењаки на малиот плоштад во центарот на градот, не предизвика поголемо внимание од случајните минувачи. Сепак предизвика внимание на Штипската фондација Бочварски, откаде доброволно излегува во пресрет и донираа прехранбени продукти, вода и пелени за најмалите. Сакаме да излеземе во пресрет, да помогнеме колку што можеме во нашата моќ и во нашиот домен, колку што е да дадеме еден придонес, прилог преку донација на вода, пелени за деца, средства за хигиена и храна. Така што ги поттикнуваме и ги повикуваме сите граѓани на општина Штип и на сите околни градови низ Република Македонија да дадат свој придонес, да им помогнеме на нашите сограѓани во моментите кога им е најпотребно. Својата хуманост уште еднаш ја покаже и штипјанецот Александар Трајковски Алекс. Одлучил да помогне, бидејќи почувствувал во животот како е да немаш, а никој да не ти помогне. Дека треба да се помогне. Да се помогне. Затоа што жена ми беше 8 години болесна од неизлечива болест. Тоа така беше 8 години, порачаме лекови дури од Мексико, преку интернет, преку поштата, како сака и никој да ми помогнал таа гледна точка, јас решив да дадам на некој. Па се состои претежно така барем од име од еден магазин од прехранбени продукти. Зајтин, леќа, гра, брашно, шеќер, сол, мислам се што треба, прашал хигиенски работи, такви вода, значи во вредност од 100 евра. И овој пат во акцијата беа вклучени и волонтерите на Штипскиот Црвен крст, ученици од Општинското основно училиште Ванчо Прке, предводени од нивната наставничка Дивна Малинова Трбоевич. Сега обично во летниот период сите сакаат да одмараат, да шетаат. Меѓутоа тие се несебични, значи во своето однесување и самите гледате колку се активни, така да мислам дека ќе продолжат и натаму да бидат добри и дека ќе негуваат само позитивни вредности. Од Општинската организација на Црвениот крст благодарни за донациите. Никола Камчев, секретар во Црвениот крст, истакна дека иако првобитно било предвидено пунктовите за собирање донации да бидат изложени само 2 дена, сепак акцијата ќе продолжи во просториите на оваа хуманитарна организација во Штип. Граѓаните најверојатно и поради тоа што се на летни одмори и поради тоа што можеби имаат некои други обврски, се озваа, меѓутоа во помал број. Затоа ќе продолжиме и во идниот период да ја реализираме оваа хуманитарна акција. Граѓаните ќе може да ги донираат своите материјални добра и во просториите на Општинската организација на Црвен крст Штип секој работен ден од 8 до 15 часот.